Почитувани советници, за работата на 12-та седмица на Советот на Општина Кавадарци, закажана на денешен ден, 13.6.2022 година, ја отварам 12-та седмица на Советот на Општина Кавадарци. На седмица се присутни 16 советници, тројца ќе ни се приклучи дополнително. Констатирам дека има кворум за работа и Совет може полноважно да одлучува за предложение од дневен ред. Со решението за работата на Советот може да го забележите дневниот ред во вашите материјали. И тоа е предлог дневен ред за работа на седмицата закажан за денес. Број 1. Анализа за основање на јавно предпријатие за вршење на превоз на патници. Број 2. Предлог одлука за основање јавно предпријатие за вршење на превоз на патници. Број 3. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за комунален ред и мерки за неизно спроведување на подрачјето на Општина Кавадарци. Предлог одлука за изменување на одлука за општински линиски превоз во Општина Кавадарци. Предлог одлука за поништување на одлука за трансфер на финансиски средства од буџетот на Општина Кавадарци за 2022 година на јавно предпријатие за јавни паркиралишта паркинг Кавадарци. Наративен извештај за работа на установа во областа на културата, културно-социјален простор Подиум и Јадро донесен од управниот одбор на ова установа во областа на културата, културно-социјален простор Подиум Јадро Кавадарци. Оваа точка 7 се иззема од дневниот ред. Понатаму редоследно се менува бројот на точки од дневниот ред. Тоа е предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџетот на Општина Кавадарци за 2022 година. Тоа е точката број 7. Дали има и други предлози за измена и дополнување на досегашниот изменет дневен ред? Молам за гласање. Кој е за? Преминуваме едногласно усвоен, преминуваме кон разгледување на првата точка од дневниот ред, тоа е анализа за основање на јавно предпријатие за вршење на превоз на патници. Отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Повели беса Богима. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, почитувани колеги советници, почитуван председател на Совет, почитуван градоначалник. Значи, како прва точка на денешниот дневен ред е анализа за основање на јавно предпријатие за вршење на превоз на патници. Како прво сакам да потсетам дека со буџетот што го донесовме во декември, буџетот на Општина Кавадарци за 2022 година, беа испланирани и средства за набавка на автобуси за вршење на превоз на патници во Општина Кавадарци. Целта и причината за донесување на таквата одлука беше да превозот на ученици, а подоцна и превоз, вклучувајќи превоз на патници во Општина Кавадарци, да се врши преку јавното предпријатие паркинг Кавадарци со цел да се зголемат приходите на ова јавно предпријатие, а да се намали негативниот финансиски резултат. Но, значи, таа одлука беше донесена во декември, заедно со донесувањето на буџетот, но веќе дури во месец мај се увиди дека таа одлука не може да се спроведе, односно дека јавното предпријатие паркинг не може да врши дејност транспорт на патници и поради тоа не можат и да се изведат соодветните документи за обавување на оваа дејност. Значи, направен е пропуст кој што треба да ни биде поука за во наредниот период за спроведување на сите други активности што треба да ги направи општинската администрација и новоформираното јавно предпријатие и сите други јавни предпријатија кои треба да помогнат во реализацијата на оваа дејност, за да не се случуваат вакви пропусти с кои што доведуваат и до поништување на одлуки, затоа што ние со овој пропуст се доведовме во ситуација да поништиме некои одлуки што ги донесовме во на претходните седмици. Значи, јасно не на сите дека за да може да се врши превоз на патници, превоз на ученици, мора да се оформи ново јавно предпријатие и токму сега ја имаме предмет анализата за основање на ова јавно предпријатие, според која што не само што ќе се врши превоз на ученици, ќе се врши превоз на патници и тоа и на приградски линии и на редовни линии во градот. Тоа е добро затоа што имаме реакција од наши граѓани од приградските населби, немаат автобуски превоз. До сега не беше рентабилно за операторот кој што вршеше градски превоз. Свесни сме дека и за јавното предпријатие овие приградски линии за некои населби каде што има мал број на жители нема да бидат рентабилни, но затоа че треба тие трошоци за тие линии да се покријат од
останатите по-рентабилни и по-актуелни линии, каде што ќе има поголема фреквенција на граѓаните. Сакам да посочам дека мораме уште во почетокот при формирањето и во профункционирањето на ова јавно предпријатие да ги испромовираме добро услугите на ово јавно предпријатие, да го зголемиме интересот кај граѓаните да ги користат услугите на ово јавно предпријатие, за да биде рентабилно уште во старт на своето работење. Имаме финансиски план во рамките на оваа анализа која покажува дека предпријатието ќе биде рентабилно, ќе има доволно приходи да ги покрива трошоците, но нормално дека кога ќе почне да функционира, ќе видиме како сето тоа ќе се реализира, колку приходи ќе остварува и колкави трошоци ќе прави. Значи мора да и уште во почетокот исто така да бидеме флексибилни, навремено да се носат соодветни одлуки за промени, се со цел да приходите бидат што е можно поголеми, трошоците да бидат помали, а во секој случај и да бидат квалитетни услугите за што ќе ги врши ова јавно предпријатие. Ви благодарам. Благодарам советничке Богива. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, точка е ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоена, 16 советници. Почитувани, одиме на втората точка на дневен ред, тоа е предлог одлука за основање на јавно предпријатие за вршење на превоз на патници. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, истия ставам на гласање. Кој е за? Почитувани, ова одлука ќе се гласа заедно со амандманот кој го имате добиено. Тоа е амандман за предлог одлука за основање на јавно предпријатие, во кој можете сами да го видите амандманот. Значи се работи градоначалникот на општина Кавадарци ја овластува Славица Игнатовска по занимање дипломиран правник, вработена во општина Кавадарци, за да ги води работите на предпријатието се до негово конституирање и да поднесе пријава за регистрација на предпријатието пред надлежниот регистарски орган. Значи точката е ставна гласен заедно со амандманот. Кој е за? Едногласно усвоена. Одиме на третата точка на дневен ред. Тоа е предлог одлука за изменување и дополнување од одлуката за комунален ред и мерки за неизно спроведување на подрачјето на општина Кавадарци. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, истия става на гласање. Кој е за? Едногласно усвоена. Четврта точка на дневен ред. Тоа е предлог одлука за изменување на одлуката на општински линиски превоз во општина Кавадарци. Отварам претрес по оваа точка. Никој не бара збор, става на гласање. Пета точка. Тоа е предлог одлука за поништување на одлуката за трансфер на финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци за 2022 година на јавно предпријатие за јавни паркиралишта паркинг Кавадарци. Отворам претрес по оваа точка. Бидејќи никој не бара збор, истия става на гласање. Точката е едногласно усвоена од советниците. Одиме на шеста точка на дневен ред. Тоа е наративен извештај за работата на установата во област на културата, културно-социјален простор Подиум Јадро Кавадарец, донесен од управен одбор на установата во област на културата, културно-социјален простор Подиум Јадро Кавадарец. Отварам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, истата ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно усвоена. Почитувани советници, со тоа исцрпен денешниот дневен ред. Седма точка, тоа се извинувам. Тоа е предлог одлука за одобрување финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци за 2022 година. Тоа е одлука за одобрување финансиски средства од вкупен износ од 40.000 денари на мотоклуб Тиквеш Рајдерс Кавадарци за организирање на петиот поред мотофест и 10 годишнината од постојање на клубот во деновите 17 и 18 јуни 2022 година. Ова барање од мотоклуб Тиквеш Рајдерс беше доставено на претходниот совет, меѓутоа касно стигна материјалот. Во корелација со градоначалникот решивме денес да ја ставиме на дневен ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, истия става на гласање. Кој е за? Едногласно усвоена. Со тоа е исцрпен денешниот дневен ред. Повели градоначалник. Почитуван председател на совет, почитувани советници, почитувани медиуми, почитувани сограѓани. Денешната седмица беше кратка, конструктивна. Сакам да се навратам на неколку работи за да ги размислуваме сите заеднички. Во периодов кој што следи, не очекуваат повеќе предизвици. Едни од поголемите крупни капитални објекти кои што треба да се отпочнат со изградба и да се отпочне со документација, ја би ги споменал за да
сите заеднички размислуваме и како советници, како служби, а нормално и граѓаните да бидат деловно информирани во делот на капиталната инфраструктура. Општина Кавадарци е во фаза на имплементација на 35 мерни станици, заедно со општина Демиркапија, Риготино и Росоман. Тоа ќе бидат агротехнички мерни станици, каде што ќе даваат податоци за метеоролошката состојба, за состојбата софтверски во делот на заштита на овошките, лозарството и целокупното земјоделие. И тоа ќе биде еден благодет за сите овие 4 општини, каде што нашите земјоделци ќе имаат увид во делот на она што ги предстои пред нив, врнежи, какви заштитни мерки да потребат, кога да потребат мерките, и тука ќе треба да размислиме заеднички по поставувањето на тие мерни станици и софтверскиот систем и правниот момент на кого да го дадеме на користење тој софтвер и систем и да ги пласира информациите во делот на веб страница, на јавност, да може земјоделците поставуваат прашања, а нормално при тоа да не оптеретуваме со дополнителни средства на вработување на агрономи или било што, така да мислам дека треба да се договориме со винарски визби, да се договориме со Сдруженијето на лозарите, тоа да биде транспарентно и да го направиме како што треба, пошто тоа е инвестиција преку Вардарски плански регион, комплетна донација од швајцарска фондација, швајцарската амбасада. Исто вториот проект кој што заедно тука на Совет се одобри локацијата, се одобри земјиштето, веќе е во завршна фаза од 19,5 милиона денари, добивање на грант за изградба на стационар со сите неопходни елементи, од операциона сала до третирање, кастрирање, стерилизирање на куќиња, изгрижување на куќиња бездомници, заедно со шинтерска служба. Ова ќе биде исто оригинален центар за сите 7 општини од Планскиот Вардарски регион на наша територија и ќе престојат тука и доста вработување во делот на ветеринарни лекари, шинтери, шинтерска служба и ќе биде еден професионален дел кај што мислам дека она појава која што имаме на куќиња бездомници да се намали во градот, а и во целиот регион и нормално разложувањето нивно да биде контролирано. Ова го спомнувам исто од аспект на тоа да размислуваме во делот по изградбата на самиот стационар за соодветни кадри и соодветно решение на шинтерска служба. Вториот проект кој што имаме аплицирано пред исто швајцарската фондација при амбасадата е делот кај Црвен крст, кој што за жала беше опожарен и ќе оде со комплетна реконструкција. Таму ќе имаме изградба на 6 апартмани и купување на возило, исто инвестиција од 17 милиона евра донација, во делот на згрижување на лица при елементарни непогоди, лица кои што се во моментот од семејално насилство или било како, со времено згрижување и нивна едукација, за да може да преку Црвен крст, преку нашите институции да функционира еден таков дел во општина Кавадарци, пошто реално се јавуваат понекогаш такви потреби и од елементарни погоди, меѓутоа и од други погоди. Тоа исто така проект со грант. Морам да го спомнам и проектот кој што го добивме, веќе 3 години го работевме, 2,2 милиона евра грант комплетен од КФВ Германска банка, заедно со Сојузна Република Германија и со Министерството за транспорт и врски, веќе од почната реконструкцијата преку компанија која што е номинирана, мислам компанијата Жикол, на атмосферска, канализациона и водоводна линија. На 8 проекти се работе. Еден од покрупните проекти кај што граѓаните, уште сега сакам да го најавам тоа, че ни треба да бидат корпоративни. Тоа е улица Вишесница, од Подкапелата, од почнување се до Митковиќ Василев и 7 септември до самиот кеј на реката, комплетна изградба на нова атмосферска, нова водоводна линија и нова канализациона линија, за тоа што е едно од постариот дел од градот и канализационата и атмосферската линија е измешана
и се водат под негаш и непотребни миризби, меѓутоа и самите граѓани доаѓаат до поплавување при обилни дождови. Исто колекторскиот систем се завршува од Ватоша до ромската населба. Во Марена се прави нов атмосферски канализационен систем, еден грант од 2,2 милиона евра, кој што мислам дека е благодет за општина Кавадарци. Од покрупните проекти во делот на изградбата на затворениот базен, кој што треба заедно со Агенцијата за млади и спорт да го тендерира, со завршувањето на ребалансот на буџетот, кој што мислам дека треба за недела-две да биде завршен, ќе се тендерира, така да и тука не очекува еден предизвик поголем за изградбата на тој затворен базен, пред се за користење на основните и средните училишта, за самата настава по физичко и здравствено образование, меѓутоа и за рекреативниот дел на нашите граѓани и доградбата наша, која што понатки ќе престои во делот на СПА центар. Западен булевар, кој што е еден крупен момент и едно 30 години го чекаме да се доврши, е веќе тендериран, изведувачот одобрен, за недела дена ќе отпочнат со работа, 25 милиона денара, наша инвестиција на општина Кавадарци, заедничка програма која што имаме донесена. Лазова сијата, улица од Клинска до Методија Ѓуновџикот и асфалтирањето на улицата Дисанска, ама кракот позади зградиве, тоа комплетно треба да се заврши, исто инвестиција од 20 милиона денари, долго очекувана улица и улицата од 25 мај до Домовица, ми се чини дека беше, тоа е поврзувањето со Глишич, паралелно со улица Шишка. Во делот преку Светска банка што ги имаме добиено средствата од 1.200.000 евра заедно со Министерството за транспорт и врски. Ние сме една од општините која сме во трета фаза. Веќе се работи завршувањето на Западен булевар, се работи завршувањето на Дисанска со 3 ленти, а во четврта фаза, кој што ќе отпочне Министерството со тендерирање, тоа се Динката Ангел Габерот улицата, Видео Смилевски, Слога и Цветан Димов булеварот. Тоа се 4 останати проекти, кај што ќе ги исцрпиме тие средства до 1.200.000 евра и се од клучно значење за општина Кавадарци. Воедно би спомнал дека на Димката Анđел Габерот со должина од 560 метри јавното предпријатие Комунарец има предвидено буџетски средства нивни за реконструкција на самиот колекторски систем, затоа што таму колекторот е во една полоша состојба и обжилен со повеќе жили од самите дрвја и е во цементна конструкција, така да ќе се оде со ПВЦ материјал, кај што ќе трајноста се зголеми. Со изградбата на спортната сала во Ватоша, негде за 10 дена, 15 треба да биде готова, што име во употреба. Исто така проектирањето на новите спортски сали кои што ги спомнавме, во Сопот, во Марена, во Глишич и во Дреново и Возарци. Да го спомнам проектот за Дреново, дреновчани малку почекаа повеќе од колку што требаше, тоа е ТАФ програмата преку влада, кај што не беа одобрени 2 проекта. Поприлика негде со 1.200.000 евра износа двата проекта. Едниот проект е Брушени, кој што е во трета фаза на приклучок на 750 викендици кои што ги имаме таму и куќи кај што живеат луѓето за водоснабдување. А вториот проект е комплетна реконструкција на патот од Дреново до регионалниот пат со Возарци. Фирмата е Градба Промет, која што од утре ќе почне ефективно да работи на патот и очекувам за 2 до 3 месеци да се заврши. Добивањето на средствата преку планскиот Вардарски регион и нашите апликации учинуваат во делот сега на реконструкција на Бохула, пат од 1 километар кај што веќе се работи, набавка на противпожарно возило, уште едно за противпожарната територијална единица која што имаме. Во делот на образованието, исто така преку Министерството за образование и наука, не беа одобрени повеќе реконструкции на училиштето. Ја можеме да ги кажеме дека Сопот веќе е завршено со реконструкција комплетна, Возарци е во фаза на комплетна реконструкција на училиштето и надворешна и кровна и внатрешна и ќе биде до наредната сезона учебна завршена. Страшо Пинџур како школа во Кавадарци се завршува.
и треба во втора фаза да отпочне Министерството со реконструкција на Динг Танџел Габерот Кавадраци, на ПП-то во Кавадраци со менување на кровна конструкција и на средното стручно училиште Кирос Панџов Брко, заедно со спортската сала и со попратните елементи кои што ги има по проект. Во делот на местењето на фотоволтаиците, сакам да ве запознавам како советници, дека на 10 институции очекувам за 2 недели да бидат поставени тие 200 киловати фотоволтаици, каде што 10 институции, вклучувајќи и општината, ќе ја растретиме сигурно со 50-60% од плаќање на електрична енергија, а во меѓувреме како општина, заедно со службите, побаравме од ЕВН да добиеме согласност за поставување уште на 200 киловати фотопанели за производство на електрична енергија и тоа на локација спортска сала Јасмин. Добивме позитивно мислење од ЕВН Македонија дека има услови таму на таа трафостаница да поставиме, али со првиот ребаланс кој што очекувам да биде крај на јуни или почеток на јули, да ребалансираме, да одвоиме средства за поставување на фотоволтаична централа уште за 200 киловати производство на електрична енергија, поради тоа што и сами знаете дека струјата во идниот период ќе биде поскапа. Тоа е на светско ниво, светска берза, каде што ние мораме да се прилагодиме од обновливи извори за да се заштитиме од големи сметки и нормално да нашите јавни институции, општински институции порационално користат струјата и плаќаме помали сметки. Во делот на културата, го знаете, Тиквишкиот гроздобер, кој што очекуваме оваа година да биде добро посетен. Очекуваме Домот на културата да изготви програма која што можеби на совет да разгледаме ако е готова, така неофицијално, за отворено кино, отворени театри, каде што имаме услови да ги направиме. И мислам дека имаме уште многу проекти за зборење, меѓутоа од капитално значење се вака овие покрупни проекти за оваа година, отпочнување. Буџетот кој што успеавме да го реализираме за 5 месеци е со над 200 милиона денари. Очекувањето се дека со ваква динамика треба негде и септември-октомври да во целост го исполниме нашиот буџет. И нормално заштедите кои ќе ги имаме од буџет со наредниот ребаланс кој ќе го правиме, исчира дека сега во делот на комуналната изградба по тендерирање, од делот на поплучување, асфалтирање на други улици кои што не ги спомнав од нашите програма која што се направени, имаме заштеда од 6-7 милиона денари по негативните аукции кои што следуваат и тие заштеди да ги пренамениме во изградба на некои други комунални и инфраструктурни објекти. Второ, што треба да го размислиме заеднички и да биде одлука и на управниот одбор на комуналец и на надзорниот, меѓутоа како советници без разлика што немате директно влијание и јас како градоначалник би сакал заеднички да го разгледаме. Тоа се 4 мини хидроцентрали на ЈП Комуналец кои што се претходно изградени, 5-та која што ја пуштивме пред 2 месеци во работа, таа работи на слободен пазар и тоа не е тајна, на слободен пазар имаме добиена цена по киловат од 20 евроценти куповна цена на електричната енергија, а останатите 4 мини хидроцентрали на ЈП Комуналец се со повластена тарифа при регулаторна комисија и струјата ни ја плаќаат во зависност од капацитетот на централата од 5 до 7 дена. Доколку ги извадиме, а имаме право и правен основ да ги извадиме на слободен пазар, во тој случај ќе добиеме дупло поголема сума на самата цена на електричната енергија, тоа е 20 евроценти. 20 евроценти некаде на годишно ниво доаѓа околу 350.000 евра плюс приходи за јавното предпријатие Комуналец во делот на електричната енергија. Тука мораме да донесеме колективна одлука, затоа што во моментот цената на струјата да е висока, очекуваме наредните 3 години да не падне, а ризикот ќе го сносиме ние како јавно предпријатие и општина, поради тоа што еднаш излегување на слободен пазар, државата и законот не дозволува повторно враќање на регулиран пазар на самите хидроцентрали. А за информација, имаме уште 5 години право да бидеме на регулиран пазар. Значи, тоа треба да се искалкулира добро, сите советници се вклучите да земеме анализи, дари наредните 5 години,
се очекува електричната енергија да падне под 100 евра на мегават и дали би носеле ризик во делот на тоа ако испаднеме на слободен пазар. Според мене не и според сите истражувања на експерти, али пак ќе кажем тоа е јавна институција, јавни централи, во моментот парите се прилично големи и очекувам тоа да биде така и натаки, така да мислам дека треба добро да го размислиме во делот на обстанокот на јавното предпријатие. Сами знаете дека енергијаните растат секојдневно, нафтова веќе помина над 100 денари, јавното предпријатие Комуналец е голем потрошувач на нафтени деривати, пошто има над 90 возила кои се активни и во износ на смети, и зеленило, и водовод, и канализација и другите потреби. Општина Кавадаци гледа максимално да ги рационализира службените патувања, трошењето на гориво на енергенци. Меѓутоа тоа што е неопходно и неминовно, ние не можеме да го спречиме, а очекувајте и тенденциите се дека енергенците, а поготово и нафтените деривати, кои што се составен дел од нас, ќе одат во нагорна линија. Одењето во нагорна линија нас не е баш во прилог воопшто, не само нас и него и на јавниот и на реалниот сектор и на граѓанството, апсолутно. Во моментот со формирањето на новото јавно предпријатие, тука можем јас лично да ветам во овој наш мандат, а верувам дека и ви се согласите со тоа, дека со формирањето на јавното предпријатие нема да дозволиме непотребни вработувања, него ќе бидат само оние неопходни возачи и еден раководител кој што мора да постои како раководител на јавно предпријатие и според обемот и работењето кој ќе го направи јавното предпријатие во делот на приходите, ако ги надмири приходите над јавното предпријатие за паркирање, во иднина можеме двете предпријатија да ги фузираме, односно јавното предпријатие за паркирање го фузираме кон јавното предпријатие за превоз и транспорт. Така да немаме пак две, него да се фузират во едно јавно предпријатие. Тоа се законски регулативи и прописи кои што во моментот мораме да ги запазиме за да добиеме лиценца за транспорт. Очекувам исто во делот на урбанистичните планови да добро движат нашите служби, заедно сега и со новиот раководител Алесандра Тековска, на местото на Драган Симоновиќ, помлад човек кој што мислам дека малку може да ја убрза таа работа, поради тоа што урбанизацијата е таа која што може да донесе по-перспективен пат, повеќе отворени парцели и надвор од град и во град. И трето, во делот на урбанизацијата би ве вклучила сите за размислување на проширување на генералниот план на општина Кавадарци, која што е неопходна рамка заедно со сите стручни тела и со поранешни урбанисти и градежници да се дадат предлози за проширување на генералниот план на општина Кавадарци за индустријска зона, меѓутоа и во делот на домувањето, пошто за индивидуално домување веќе во општина Кавадарци парцелите се исцрпени, за колективното домување горе-доле се исцрпни парцелите, така да развојот понатамошен 10 и 15 години на општина Кавадарци мора да го гледаме во проширување на генералниот план на општина Кавадарци. Тоа е макотрпна работа, голема работа, нема да избрзаме со предлози и да ги веднаш прифатиме, значи оставаме простор до крајот на годината да анализираме и врз основа на тие анализи и предлози после отпочнеме нова постапка 23 за одобрување на изработка на нов генерален план. Општина Кавадарци партнерски ќе учествува скоро секаде во делот на локалниот економски развој, во делот на сите проекти кои што може ги добиеме и денеска еве на наше задоволство можам да ви пренесам осредбата која што имаме на државно ниво, вклучувајќи ги сите министерства и Царинската управа и МВР и Министерство за надворешни работи и од влада представник, се на територија на општина Кавадарци. Во моментот појдоа до Пуѓевац, значи тие се да го видат местото заедно со грчите од грчка страна, да неофицијално се определя таа точка за граничниот премин. Средствата за проектирање и за урбанизација се веќе обезбедени од Министерството за транспорт и врски. Веројатно целокупната постапка за тоа што е од прва категорија градба ја води Министерство за транспорт и врски заедно со сите чинители, со општината и со координациите. И агенцијата
за државни патишта, кои ще има неизин представник денеска тука, да се го видат собствениот пат од Мрежишко до Мајден и од Мајден до Пуѓевац, каде што че имаме две работи, реконструкција и рехабилитација на патот од Мрежишко до Мајден, кој што е така во една многу лоша состојба, и изградба на Мајден Пуѓевац на новиот пат кој што треба да направиме за 15 до 20 дена, че го знаеме нивото на граничниот премин, дали ќе биде втора, трета категорија, работното време на граничниот премин и сезонското работење на граничниот премин. Јас како градоначалник, верувам и како советници, че го застапуваме тоа да биде граничен премин на втора категорија, да работи 12 месеци, да работи 24 часа во денот, за да можеме да имаме повеќе приближување на туристи, на наши соседи кои што би имале тука повеќе работи кои ќе да ги видат, а и нормално нашите граѓани да патуваат на тој граничен премин. Така да не очекувам година која што имаме доста предизвици. Буџетот очекувам уште еднаш да биде завршен како што треба. Ребаланс ќе го направиме врз основа на критериумите кои што ги имаме по енергенција, енергетика и другите потреби. Меѓутоа ќе го правиме ребалансот после донесувањето на регулаторна комисија на правилникот за електрична енергија. Моите информации се дека тој треба да биде донесен најдоцна до 1 јули и усвоен. Истичина дека влада не го усвоила, дека регулаторна комисија само го носи како регулаторно тело и врз основа на носењето на тој правилник ние ќе треба да се направиме за секоја институција, вклучувајќи и општината, и јавната расплата и сите трошковите за електрична енергија. Да се ги предвидиме навремено, пошто сигурно ќе бидат многу повисоки од сега, да не дојдеме во ситуација да имаме таму дефицит или да останеме без средства за електрична енергија, која што е основна работа на секоја една јавна институција. Благодарам за времето, а утре се гледаме пак на наредна соработа. Благодарам, градоначалник. Со тоа и исцрпен денешниот дневен ред. Се гледаме во текот на утрешниот ден во 12 часот. Поздрав.